Венко станал вицкаст. Вицкаст, најмногу се станува вицкаст кога нема да те уапсат на време. За криминали, за трагедии, каде што имаш вина, за тендери рецимо со кинески вакцини. Добро, за нечовечни, нехумани мерки во време на корона, тоа мислам дека никој нема да одговара. А толку луѓе треба да одговара. За употреба на вакцините, да кажеме. И тога станеш вицкаст. Знаеш, доаѓаш прво на чело на некоја партија, а гзот ти е прљав, и знаеш дека си дошол у партија која што веќе е на умирање, знаеш дека народот те мрази и тебе и партијата ти ја мрази, на која што си лидер, нов лидер, и затоа чутиш, а освен тоа чекаш да бидеш уапсен. Твојот претходен лидер кој те наместил да бидеш у партијата, од чија што сугестија си станал нов лидер на партијата, исто чекаш да биде уапсен. Ти самиот чекаш да бидеш уапсен. Барем за нешто обвинет. Барем што се вика онака да излезат некои наводи од обвинение по медиуми. И онда си седиш лидер на партија и сваќаш дека од тие наводи за обвинение, ниту од тие наводи за обвинение нема ништо, не од конкретно обвинение. Со апсење, со судија на предистражна постапка, како се вика тоа. И кога гледаш дека го нема тоа, а меѓу време слободно си бил на концерти на Харис Џиновиќ у Дубај, си извадил онаква, како се вика, златна виза во Дубај, што ја даваат ако приложиш имот огромен, ако приложиш готовина огромна. Ти таа виза се купува, таа виза не ја даваат на лепе очи ови у Дубај. Со таа виза си купуваш нов живот, затоа што очекуваш веројатно апсење, прогон, затоа ја купуваш визата. И кој ја купиш и визата, и тука не те апсат. Мирен си. Полека станеш вицкаст. Например, доаѓа кампања политичка, локални избори, ти станеш вицкаст. И да ви кажам, со право станеш вицкаст, кога више никој нема да те уапси. И тогаш почињеш вицови да кажуваш, па уште онака, полн со себе, ги кажуваш вицовите, као да рецимо вицот, што му беше, вика, а сега на крајот, да кажеме нешто за успесите на ВМРО ДПМН е последниве, овие година дена, и за успесите на нивните градоначалници последните 4 години, и ќути, не збори ништо, а овие монтирале цвркут на птици на видеото, и тоа трае некои 10 секунди, вика, фала, многу пријатно ќе се видиме, демек, нема што да се каже за успесите на ВМРО, станеш вицкаст. И рецимо, многу беше вицкаст кога кажа дека ете, за разлика од ВМРО, СДС кога се на власт биле страшно искрени, многу искрени бира. И они искрено не ги криеле проблемите, него искрено кога се појави проблем признавале дека е тоа проблем и работеле, зашто биле искрени. Не лажале. Не продале муда за бубрези, не паламуделе, тоа било нивното владење, било еден изблив на неовоземска искреност, без лаги. Сега, да кажеме, не знам она како да се каже со датумот. Тоа искреност ли беше? Она знаете, у авион која вака правеа Бујар, Заев, овој дечко со лепи мокасинчиња што го шиткаше името, овој као се викаше Николче, надворешни што беше тогаш. Лепи мокасинчиња што носи по емисии, така што знае да се дотера, ше така фин метросексуалец, знае се на парфюми се да се дотера. Пичиња млади ово, увек. Датумот. Рецимо еве за датумот тоа како да се свати тоа, како лагали да се свати, како ненамерна грешка да го сватиме, дека имаме датум за влез во ЕУ.
А ова со промената на името, дека ако промениме името, исто ќе влеземе во ЕУ, мислам, датумот, нивниот датум, произлезе од токму од ова. Еве, гледате, не ве лажевме, ние сменивме има, ама еве го имаме датумот во авиончето слики. Еве го уште го имаме датум. Само што не сме го добиле датумот. Исто така, не знам каква искреност е таа да лжеш народ дека треба да се вакцинира со вакцини кои не се вакцини, со така наречени вакцини што ги немаат поминато сите фази на развој за да бидат дозволени за и проверки за да бидат дозволени за масовна употреба, кои што 4 фази поминале само 2 фази на проверка, кои што не се докажани, со недокажани до крај нус појави. Вакцини кои што се производи на генетска терапија, што значи не се вакцини, туку се инекции, чии што последици кај некои може да бидат фатални, да предизвикаат такво труење со COVID. Нивниот материјал да се затаи у наредни години во срцев мускул, надбубрежна жлезда, полови жлезди, да се добие масивен инфаркт или кардиар арест, да се добијат 600 други проблеми, да се остане неплоден, менструација да се изгуби на 18-19 години, неплодност, итн, стерилитет. Никако тогаш не збореа за овие работи. Им бе окей да се вакцинирате сите. Маските. Надвор, не можеш надвор без маска. Идеш у планина да одржаваш здравје, маска мора да имаш на сред водно. Какви будали гледав неопејани, кои се качував на водно време на корона. Кај маска стала на фаца, ретардираната кај трча нагоре. Со маска на водно, са бајали у 7,5. Воздухот чист, убаво, горе. Маска да. Други на точаци. Веслаат нагоре по тоа камењата. Па гуми ќе им се дупнат, па ги гледаш на секој пола сат, ја ги стигам со пешки, пошто вие на секој 20 минути им се дупи гума по тоа камењата горе. Али со маските вака не ги вадат. Се симињам надоле од они надоле со маските трчаат. Ај што ќе уништат тетиви, колена, овона. Еви со маските вака. Вирус на COVID, кој што таа маска медицинска, не е ова купена обично од вака проаѓа кроз неа. Што премал за тие перфорации. И за тоа лажа. За карантин лажа. Не карантинска болест, не лажа дека треба да се третира карантински. Не затвара као џубрат. Као кучичи не затвара. И ни става баш маски вака, класични кучичи бе. Колку пати излажавте за изградба на аутопути? Шо стана со седиштено на Google бе, Венко некој, седиште на Google бе туевте, стаза за Формула 1 бе туевте. Фабрика за електрични автомобили у Тетово бе туевте, и тоа од кој изгоре модуларна на Тетово. Туевте фабрика за електрични автомобили. Па која будала ќе возеше ваша кола бе, Венко? После она што ти изгоре модуларна на во Тетово. Па уште фабрика за електрични автомобили во Тетово. Па која будала ќе возеше електричен автомобил во Тетово? Која знае дека вие од СДС ги врзуете тоа жиците за струја, па не е будала да се само утепа, струја да го акне, да го спржи, како помфрит. Они биле искрените. Они патриотски, додека се бореле, вика ВМРО зима бугарски пасоши. Се боревте патриотски у чија корист, Венко? Кој твојата славна фамилија од Охридско што се бореше патриотски? У чија корист се боревте вие, Венко, патриотски? За чија држава бевте патриоти? За Бугарија или за Македонија? Тоа што вие патриотски сте се бореле, како што ти викаш, во секоја друга нормална земја се вика велепредавство, многу точен термин има за таа работа. Не знам колку ВМРО-вците зимале бугарски пасоши, имаат бугарски пасоши, тоа е друга приказна. Ама знам едно сигурно, дека вие, целиот ваш мандат, Венко, 7 години на власт,
Вие делувавте од позиција на велепредавници на сопствениот народ и држава. И сега сте вицкасти. Вицкасти сте нормално затоа што никој не ве казни. Да ве казня немаше толку да ве тера на виц цела оваа работа. Немаше виц да правите од све до сега. Па себе да се прикажувате као мајки Терези, сите останати како кабетли. ВМРО се тие шо оваквото купуеле бугарски пасоши, а вие сте биле родолюбите. Вие што сте се бореле патриотски за државата, така што и го менувавте името, без дозвола на народот, без никаква консултација со било кого. Жедни за власт, жедни шо побрзо да го попушите на Европа, на Америка, на Бугарија и при тоа да пазите да не капне ни капка, да не пуштите да капне надвор. Тоа е вашата политика 7 години, за кое што се уште ние обичните смртници македонци чекаме да бидете уапсени и осудени. Ви се можебе да бидете вицкасти, ко сте на слобода, ко сте безбедни, бидете вицкасти. Ние тука од време на време само ќе ги разбиваме тие ваши подмолности, тие ваши лаги, тие ваши спинови, тие ваши измислици, тие ваши фантазми. Дека сте останале државотворна партија која што Македонија секогаш имале визија за подобра Македонија. За жал, наместо да ве голтне мракот, повеќе да не чуеме за вас, затоа што ќе скапувавте во некој казамат Зандана. И полека ќе ве бришевме од нашата колективна меморија. За нас за жал, ние секојдневно се соочуваме повторно со тие ваши ликови, со тие ваши сурати, со тие ваши измислици, со таа ваша ароганција, со таа ваша неугаслива, како да кажам, амбиција пак да дојдете на власт. И гледам, стануеш вицкаст и собираш народ околу себе. На почеток кога паднавте од власт, првите месеци кои ќе се појавеше Венко ти на некој собир, едвај 7 души имаше у публика, у саличето или во канцеларијата кај што ги правеше собирите. На сила не можевте 20 души да донесете од партијата. Добро се сеќавам. Едвај 7 души имавте 8 кои што се гледа на сила дека беа тука замолени да дојдат или донесени, да го слушнат лидерот нов како ќе им се обрати. Утепани од Господ, пеплосани, што ете камери ги снимаат и што ќе ги видат вечер на телевизија низ цела Македонија, еве ги јадниците, бедниците, кои после целиот дебакл на СДС повторно да изразат почит кон новиот лидер, да го слушнат што збори. Се гледа дека им беше мачно да седат, додека ги снимаа камерите. Не се ни вртеа вака, пепел у фаците. Сега стануваш вицкаст. И гледаме, се собрале луѓе СДС-емовци. Пак веруваат у вашата визија за една продадена Македонија, за една избугарисана Македонија, за една Македонија без македонци, без македонски идентитет, без македонски јазик. Оти пази, шо викаш, колку си вицкаш до крај? Вика, ние не отстапуваме од нашата политика, од нашата визија, така рече сега на една кампања, бе, Венко. Што значи тоа, бе, Венко? Не отстапувате од вашето бугарашење, од вашата политика на предавства кон македонците, кон македонскиот народ. Не отстапувате од тоа. Не отстапувате зашто бисте се покајале кога ниеден од вас не одговараш. Да ве уапсеа 4-5-6 души од кај вас за велепредавство. До сега следниот лидер и членството што ќе беше кој знае колку од нив искрено ќе се покаја што следеле едни такви велепредавници какви што бевте вие. Ама вака најдуваат на одобрување, гледаат, државата не реагира, државата не казнува, па може вистина
тоа не било велепредавство. Може стварно имале визија за подобра Македонија, сега не успеало, јеби ga. Ама тоа е тоа, има и втор пат. Еве здравје Боже, ако не сега на локалниве, ќе тепаме на наредните парламентарни. Еден ден па мора да доеме на власт, тогаш ќе распродадеме се како што треба. Тогаш ВМРО-вците ќе немаат шанса глава да кренат. Не знам вие од ВМРО дали сте свесни дека СДС, ако по некоја игра на случајот дојде на власт, не зборам за овие локални, зборам за некои парламентарни избори. Дали сте свесни дека пола од вас ќе поапси? Како што и секојаш правила. А до СДС на власт имате десетици уапсени ВМРО-вци. А до ВМРО на власт нема ни еден уапсен СДС-емовец. Да земеме колку ВМРО-вци се уапсени од 91 година од страна на СДС, кога СДС била на власт, и обратно, колку СДС-емовци се уапсени по разни основи од ВМРО која било на власт, ќе видите на огромна разлика. Нормално корист на апсењата изведени од страна на СДС која биле на власт врз кутри ВМРО-вци кои што најбуеле тогаш. Шо мислите? Зошто е тоа така? Шо мислите? Дали така треба да остане? Дали треба и понатаму да ги гледаме овие велепредавнички сурати, како ни се прават вицкасти за време на кампања кој сеа за овие за локални избори? Нема решенија понудени, нема визија, нема промена во ставовите на политичката партија, значи нема оградување од се што е било изминативе последниве 8-9 години у таа социјалдемократскиот сојуз. Нема ништо, а они си тера. И пак борба за власт, влагаат у надпреварувачки ритам. Свесни дека ќе ги јадат, ќе го јадат муро на овие локалниве избори, но и то како свесни дека некој им остава простор на следните парламентарни избори да се обидат да направат нешто за непријатно да не изненадат сите нас останати. Оти на таква партија, на таква ламја седмоглава, и оставиш ли само една глава, прашање на време кога ќе израснат и останатите 6 ВМРО-вци. Ја стварно не ве разбирам како ова не го разбирате, како ова не го знаете. Секоја приказна на јужнословенските народи со ламји го има ова, ја што ви го кажем. Нели ги сечеш сите 7 глави, набрзо ќе никнат и тие што си им ги секол. Пак ќе никне уште по една. Кажано е милион пати. Сеја терате локални избори, тоа се генерално истите ветувања, кај секоја партија, чист воздух, екологија, да нема ѓубре, јавен превоз, кур се треси уладна вода, а позадината на сето тоа е мафијата или организираниот криминал. Или мафијата успрега со одредени државни структури и институции, тоа е корупцијата. А да се реши една таква работа, да се исече главите сите 7 глави на таа ламја, на подземјето, кој што владее со ова, кој што во сенка владее со општините, затоа што имаат моќ, пари да корумпираат. За да ја исечеш таа сите 7 глави на таа ламја, тебе ти треба нешто како што го имаше Елиот Нес и една единица како се викаше untouchables, недопирливите. Тоа ти треба тебе. So license to kill, ајде да бидам најбрутален до крај искрен. Без license to kill, или дозвола да убиеш у Македонија, нема никогаш ред да се воведе. Нема никогаш да се поштува законот, нема никогаш да ги натерате криминалците да облечат
од дела, да се упристојат, да знаат до каде им е чергата и до каде треба да си играат со државата и со граѓаните или народот кој што живее во неа. Без таква ситуација, без така организирана држава, нема никогаш да ги натерате да се плашат од државата. Напротив, ностоп ќе ја корумпираат и ќе ја држат во заложништво. Државата ќе биде нивни заложник. Тука треба државата да си реши што треба да прави. Оти криминалот е толку метастазиран у Македонија. Ова што го гледате по градовиве, дечки, е само она површината на ледениот брег. Ѓубрето, управувањето со депонии, дрисла, вардариште, курсе, тресе, палење, сметот, ладна вода, вамо тамо, диви градби. Знаете ли уште на колку многу други сфери, екосистеми се одива тежок криминал, од ископување камена во реки до сеча на дрва до курсе, треси, не знам какви други работи. Кај што со корупција се добиваат на коруптивен начин дозволи да се експлоатираат тие други богатства и ресурси во Македонија без контрола, за кои што вие нема да чуете, пошто никој тоа нема да го каже. Пошто се разговара чисто од локални на локални за одредени проблеми. Не, јавен превоз ќе каже, ги слушаш, сите, секоја партија збори за јавен превоз. Не е проблем тоа. Јавниот превоз со јавниот превоз. Кажете ми кога Скопје имало јавен превоз у последниве 35 години. Решен јавен превоз. До 91 не рачунам, пошто тогаш немаше ни многу коли у градот. Од 91 натака. Навака. Кога сме имале решен јавен превоз? Без проблеми, на време, људски, уредно, брзо, економично. Зашто тоа не би останало и понатака исто? Што викаше Леопард, се вика романот од еден италијански писател. Битно Леопард, Лампедуза. Ова е романот. Романот завршува со една гениална реченица. Гениална. Феноменален роман од 1800 и некоја година, Италија. Завршува со една гениална реченица. Работите треба да се сменат толку радикално да се остане исто. Напишано 1880 и некоја година од еден италијан. Мислам дека напишал ДНК-та на политиката во секое време, или на современата политика, ако кажете, или на современото политиканство, ако сакате, поточно. Работите, вели на крај, мораме да ги смениме толку радикално да се остане исто. Венко, биде си вицкарско ти се може. Уствари, од друга страна, шо преостанува па у пропадната партија, освен малце да си се посмеете, да си кажете и по некој виц. Знаеш, најубава шала иде пред изумирање, пред умирање, онака, тоаш најфино шали иде. Онака, си правиш шали на кој што самиот си се смееш, иронично заземаш некој ироничен став. Само што секојаш ме плаши у вакви држави ко нашава, дека и најумрените, поради склоп на околности и поради недоречености и поради неконкретност, може да добијат чудесна сила и да се кренат од мртвите. Затоа кај нас, за жал, често пати работите се менуваат толку радикално, а да се остане исто. Благодарам, многу пријатно.